Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NY FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата и ваша македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. А сега да ги последиме и соопштенијата. Прво една честитка, наискрени желби и честитки по повод големиот верски и национален ден Илигден. Убави честитки испраќаат со многу среќа, радост и просперитет на сите слушатели на нашето македонско радио. Честитки се од македонското радио персонал, станицата 2NY FM, заедно со водителот на програмата Пеце Вртковски, во придружба на управниот одбор при Македонскиот културен центар овде во Ньюкастел. Исто така, честитки испраќаат и пензионерското друштво Гоце Делчев од Ньюкастел, друштвото на Дајке дневна грижа, друштвото на женската секција од Ньюкастел, друштвото Стив Наумов со кореографот Добре Колевски, управата на нашето македонско школо Гоце Делчев од Ньюкастел, фудбалскиот клуб Ньюкастел Македонија и фудбалскиот клуб Македонско сонце, сите од Ньюкастел и сите многу други наши спонзори на нашето радио. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Сабота, 8 август, е празникот Света Петка летна, службата од 9 сатот сабајлето. Недела, 9 август, редовна служба од 9 сатот сабајлето. Едно соопштение од нашата управа овде во Ньюкастел. Да најавиме за законските правила во однос на коронавирусот. Ова посебно се однесува за во нашата црква овде во Ньюкастел, дека при секоја посета треба да оставите ваше име и телефон на списокот кој е поставен во храмот пред да запалите свеќа. Многу важно е да бидете информирани за било каква работа во врска со коронавирусот. Ви благодариме за разбирањето. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стив Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стив во сабота на 22 и недела 23 август. Да продолжиме со некои понови вести од Македонија. Партиите се уште далеко од договор за идното владино мнозинство. Ниту една од албанските партии не почнал официјален преговор со некоја од водечките партии СДСМ и ВМРО ДПМН за формирање на влада. Партиските брифинзи од ДУИ и БЕСА се дека преговорите ќе почнат после конституирањето на собранието на 4 август, но и самата конституивна седница и изборот на собраниски спикер може да биде показател за идна соработка. Сепак,
Меѓупартиски разговори и контакти веќе има, иако и од ДУИ и од БЕСА велат дека вчерашната средба Ахмети Касами не била во функција на договори за ново парламентарно мнозинство, речиси известно е дека тоа ја отвора вратата за преговори за влада со СДСМ. Средбата е по барање на Ахмети. Суштински е разговарано за потребата од брзо ставање функција на институциите и за целосно посветување за почеток на преговорите за членство на Европската Унија. Ваквите средби се нормални и позитивни, кои предонесуваат за зајакнување на демократските капацитети на сериозните политички партии, велат од БЕСА. И од ДУИ велат дека се уште не почнале со преговори, но според нив јасно е дека тие се победничката партија во албанскиот блок и со тоа легитимилен преговарач за во влада. Неофицијално преговорите прво ќе почнат со СДСМ, која има 46 пратеници заедно со БЕСА, а со тоа и два повеќе од коалицијата на ВМРО ДПМН. Партиски извори коментира дека кои владини ресурси ќе бидат побарани ќе зависи од како ќе тргнат преговорите за премиер Албанец. Од коалицијата на Алијансата и Алтернатива пак потврдија дека исто така не водат разговори ниту со Заев, ниту со ВМРО ДПМН и Мицкоски. Имавме разговори со Зијадин Села и заклучивме дека нема да влегаме во преговори пред ДУИ да го иструши својот легитимитет, изјави Гаши. Односите меѓу ДУИ и коалицијата Села Гаши особено се влошија по предлогот на Бујар Османи за нова албанска платформа, со која албанските партии би се согласиле на избори да се оди само со две албански листи. Она која би победила да биде единствената која ќе влезе во влада. Дека се уште е рано за официјални владини преговори, потврди лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски. Вчера кажа дека е отворен за разговори со сите партии, но и дека широка владина коалиција може да значи и нестабилна политичка влада. Заев веќе објави дека преговорите за влада ќе почне по Илигден, иако најави дека продолжувањето на реформите и евроатлантската перспектива би биле приоритет, што беше протокувано како подадена рака кон ДУИ. А сега нешто да проследиме за Илигден. Илинден е голем подвиг на мал народ, голем затоа што е мерка за брзината со која Македонија созрева за организирање на масовно востание, запишале историчарите дефинирајќи го значењето за Илигден. 117 години потоа современиците ќе оценат дека Илигден е темел на македонската државност, но и потсетник за идните борби и предизвици. Илигден е историска делница. Македонскиот национален проект започнува со векови наназад од Словото Климентово до Печиновиќ, Миладиновци, Главинов и истоте години од македонските работи на Мисирков. Илигден е символ на слободолюбивната македонска душа, која е познат како аманет за сите генерации македонци. Тоа е бунт против неправдата и стеговите на робството, а во робството никој, па и македонецот, не можел ни културно, ни национално да се изразува. Македонија ја слави 117-та годишнина од својата државност, втемелена на трите историски датуми на трите Илиндени. Големото Илигденско востание го подготви Македонската револуционерна организација, формирана во 1893 година, предводена од корефиите на македонското ослободително движење. Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Даме Груев, Јане Сандански, Питу Гули, но и други илјадници кои се жртвуваа за слободна држава Македонија. На Конгресот во Смилево 1903 година било донесено решение за кревање на сонародно востание против отаманскиот режим. Највисок дострел на востанието била Крушевската република, траела 10 дена, прва на Балканот, устроена по примерот на Париската комуна со преседател Никола Карев. На вториот Илигден, првото заседание на АСТОМ, одржано на 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохоп Чински и се удрени темелите на македонската државност, за што сонуваат и гинеа илигденците 4 децении порано. Крушевскиот манифест е прогласен
како декларација и одраз на целите на востанието напишан на народен македонски јазик. Осамостојувањето на Македонија од СФРЈ го представуваат третиот македонски Илигден. На 8 септември 1991 година над 95% од македонските граѓани на референдумот гласаа за независна и суверена Република Македонија. Имаме ние и чест и слава, имаме ние древен антички род, земја што светци и херои раѓа, за да бидеме достоен род. Имаме име што векови трае, имаме сонце на барјакот наш, имаме срца за љубов и песни, за да бидеме бесмртен род. Имаме ние отворени рани, синиот Еге и Пиринот горд, но чуваме завет од предците, за да бидеме обиденет народ. Илинден е само круна на вековските напори на генерации кои се бореа за слободна Македонија, но и директен плод на цело еднодецениско активно действување на Македонската револуционерна организација на чело со Делчев, Груев, Петров, Сандански, Карев и сите други нивни современици. Крушевската република е символ од илинденското востание на сите наши напори за сопствена држава, крунисана со првото заседание на АСНОМ во 1944 година и осамостојувањето од СФРЈ во 1991 година. Светата илинденска идеја беше прифатена и од младата интелигенција која во Народно-слободителната војна влезе во македонското знаме, со македонско знаме и со мислата за вториот Илигден. Воени единици ги носеа имењата на славните илинденци, а првото заседание на АСНОМ се одржа токму на 2 август 1944 година во манастирот Свети Отец Прохопчински, прогласувајќи ја современа македонска држава. Принципите на Крушевскиот манифест се историски доказ за широко демократска, братска и космополитанска ориентација на македонскиот народ за заедничка борба со сите етнички заедници на создавање на македонска држава. Сите тие вредности денес се вградени во Уставот на Република Македонија. Со нив се вградени и гарантирани човечките права, слободи, равноправност и сожителство со своите сограѓани кои живеат во Република Македонија. Овие илинденски идеи и заложби беа инспирација за сите подоцножни македонски генерации, револуционери, борци, дејци, политичари и државнаци, почитувани верници, потомци, следбеници и представници на Македонската православна црква денес на овај ден Илинден и оддаваме почит и ја славиме традицијата на нашата славна илинденска генерација, традиција што не задолжува и не обединува. Нека е честит и вековит Илинден, нека е вечно делото на двата Илиндена 903 и 44 година, нека е вечна славата на борците за слободна и независна државност, нека е вечна нашата татковина Македонија, се наведува во честитките од државниот празник 2 август Илинден. Почитувани слушатели, одиме со вашите желби и честитки. Комитетот на ВМРО ДПМН од Њукастел на сите македонци му го честита големиот македонски празник Илинден со убавата македонска песна од Јонче Христовски. Едно име имаме, во душава го носиме, за тебе душа даваме, о Македонијо. Да ја слушниме песната. Славно иле непокорно, едно име имаме, во душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. Едно име имаме, во душата го носиме, за
za tebe život davame, o Makedonijo. Jedno ime imame, vodu sada donosi me, za tebe život davame, o Makedonijo. Majko Makedonijo, balkanska utakmice, koji se rodi od tebe i život dava za tebe. Jedno ime imame, vodu sada donosi me, za tebe život davame, o Makedonijo. Jedno ime imame, vodu sada donosi me, za tebe život davame, o Makedonijo. А сега една убава песна, ја излези Ѓурѓо, да ги видиш Ѓурѓо комитите на Македонија, по желба од нашата управа овде во Њукастел при Македонскиот културен центар. Да ја слушниме песната. Ja izlezi, Ѓурѓо, ja izlezi, sestro, ja izlezi, Ѓурѓo na pečere. Aj, ja izlezi, Ѓурѓo na pečere. Da gi vidiš, Ѓурѓo, da gi vidiš, sestro, da gi vidiš, Ѓурѓo komitite. Aj, da gi vidiš, Ѓурѓo komitite. Aj, che mi oda
plakat, Gjurgjo, za pribilci. Da ja plakat, Gjurgjo, da ja plakat, sestro, da ja plakat, Gjurgjo, veresijata. Aj, da ja plakat, Gjurgjo, veresijata. А сега да ја слушнеме најубавата и најнова песна на групата Маестрал од Битола. Песната носи наслов Отвори мајко, порти широко. Да ја слушнеме. Dosta vreme ergen ode, mnogo lični momi vode. Stara majka ušte čeka, snad kući da i donesam. Dosta vreme ergen ode, mnogo lični momi vode. Reči majko da se ženam, radost kuća da ti donesam. Otvori majko, porti široki, sinino danas ti se oženi. No sam mlada nevesta, majko da te odmeni. Otvori majko, porti široki, sinino danas ti se oženi. No sam mlada nevesta, majko da te odmeni. Sedok majko, lična moma, pijano sam pravo doma. Spremaj majko, beli daroj, snad kuća ti da prečekaš. Sedok majko, lična moma, pijano sam pravo doma. Neka je čak pesni majko, pesni naši se makedonski. Otvori majko, porti široki, sinino danas ti se oženi. No sam mlada nevesta, majko da te odmeni. Otvori majko, porti široki,
А сега, почитувани слушатели, една убава желба на Драги Велјановски од Битола. Песната носи наслов Свадба голема од Војо Стојановски. Да ја слушниме. Cela noć do zori puški majko pukak, radika se reka ori, svadbari se vesela. Cela noć do zori puški majko pukak, radika se reka ori, svadbari se vesela. Svadba je golema, denese žena, Jana je ljubava, momaja zemam jas. Tapa silno reka udri, zurli neka vijat, daj otkiten bardak majko, site da se napijat. Tapa silno reka udri, zurli neka vijat, daj otkiten bardak majko, site da se napijat. Cela večer majko tapani se slušat, Jana moma oro vodi, svadba je deneska. Cela večer majko tapani se slušat, Jana moma oro vodi, svadba je deneska. Svadba je golema, denese žena, Jana je ljubava, momaja zemam jas. Tapa silno neka udri, zurli neka vijat, daj otkiten bardak majko, site da se napijat. Tapa silno neka udri, zurli neka vijat, daj otkiten bardak majko, site da se napijat. Silno tapan čuka kako grom da udira, koliko Jana ja ljubav znaje cela radika. Silno tapan čuka kako grom da udira, koliko Jana ja ljubav znaje cela radika. Svadba je golema, denese žena, Jana je ljubava, momaja zemam jas. Tapa silno neka udri, zurli neka vijat, daj otkiten bardak majko, site da se napijat. Tapa silno neka udri, zurli neka vijat, daj otkiten bardak majko, site da se. Наред е убавата песна од Владко Миладиновски, од Битола појдов.
А сега, почитувани слушатели, да проследиме нешто за Илинден и за Гоце Делчев. Почитувани верници, потомци и следбеници, представници на Македонската православна црква, денес на овој голем ден Илинден и оддаваме почит и ја славиме традицијата на нашата славна илинденска генерација. Традиција што не задолжува и не обединува. Денес на овој голем ден зборуваме за жртвата и за одговорноста, за посветеноста, патриотизмот, достоинството, единството и идеите. Денес зборуваме за Македонија, за незината приказна, за нашите идоли од минатото, за храбрите борци кои ни ја дарија слободата и државноста за нив, за секој од нив, но и за нас, за секој еден од нас. Пред 117 години на Мечкин камен заколнатите борци на војводата Питу Гули се саможртвуваат пред алтарот на слободата. Крушево падна пред големата војна сила, беше опожарено и ограбено. Но духот на Илинден остана, бидејќи беше национален напон и стремеж за слободна и сопствена држава, собиран со векови. Заклетвата слобода или смрт е судбински избор, дефиниран во зборовите на Даме Груев, кој гласи: подобро ужасен крај, отколку ужас без крај. Зборови што жестоко ја содржат енергијата и свеста што прави држава. Независна и суверена Република Македонија години потоа стана и реалност. Првиот Илинден на Гоце и Даме, на Ѓорче и Јане од 903 година е символот на македонскиот непокор, израз на решеноста за борба до победа. Вториот Илинден на Брашнаков и Ченто, на Рацин и Кузман од 1944 ги спои старите и новите илинденци, ги сплоти генерациите и ги избори за победата. Ја создаде нашата современа држава, од која на 8 септември 1991 година настана независна и суверена Република Македонија. Затоа познатиот пат на илинденците, како што метафорично го дефинирал великанот на современата македонска држава Методије Антонов Ченто, е патот по кој и денес одиме. Највисоката жртва на илинденците, нивните животи не обврзува да стигнеме до целта, а тоа им го должиме нив, но и на идните генерации. Пораката на овој Илинден е дека секоја генерација има своја битка. Ако Илинден 903 беше Илинден на македонскиот непокор, ако Илинден 944 беше Илинден на македонската истрајност и сплотување, Илинден 2020 година е Илинден на македонската стремеж, Илинден на македонската битка за успех, за економски развој и подобар живот за сите граѓани. Ако битката на нашите предци, на нашите илинденци, беше слободна и самостојна Македонија, нашата битка денес е просперитетна и економска силна Македонија. Секоја генерација има своја битка. Илинденците и асномците ги остварија своите цели, денес Македонија е независна и суверена држава. Нека ни е честит славниот општонароден празник Илинден. Да проследиме нешто и за Гоце Делчев. Гоце Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во Кукуш, како прво машко дете, трето поред на бројното семејство Делчеви, кој имаше 9 деца. Гоце учил во гимназиско училиште во Кукуш, завршил средно школо во Бугарско-Солунската машка гимназија Свети Кирил и Методи. После се запишал во Воената академија во Софија. Во 1891 година подоцна тајно ги посетувал социјалистичките собири, ширејќи социјалистичка литература и заради тоа бил остранет од школото. Станал учител во Штип во 1894 година, каде го запознал Даме Груев, еден од основачите на револуционерната организација. Во 1896 година во Солун се одржа Конгрес на македонски одрински револуционери. Заедно со Ѓорче Петров го составиле уставот на организацијата под името Македонско одрински комитет. Во почетокот на 1898 година основан е и Четнички институт и Гоце бил поставен за раководител на сите организации во Македонија.
Целта на оваа организација била за автономна Македонија и да се смени влијанието на бугарскиот двор. Во 1902 година, заедно со Даме Груев и Јане Сандански, одлучиле да не се крева фронтално востание во Македонија, туку да се води партизанска борба. Во јануари 1903 година со четата Гоце тргнал за Македонија заедно со Јаваров. Стигнале во Самоков и го минирале мостот на реката Ангист, исто и тунелот на пругата. До 20 април стигнал во Солун, во Солунско бугарската машка гимназија и таму се сретнал со Даме Груев и се договориле за кревање на востание. После со воз од Солун заминал за Серес и за пристигнувањето во Баница биле известени турците и во зората на 4 мај 1903 година со другарите биле опколени од турската војска. Гоце им наредил на селаните да го напуштат селото, да се спасат од турските аскери. Заедно со војводата Цаков, Гоце излегле на тесните улици заедно со сите 14 војводи и биле забележани од турците. Гоце тогаш свикал по нив: "Верата ваша", тргнал прв со својата пушка и останал да ја полни пушката кон крајот на селото Баница и тогаш беше погоден во левиот дел на градите и паднал мртов и тоа беше крајот на нашиот најголем македонски револуционер и идеолог Гоце Делчев. Да проследиме и честитки по повод Илинден од ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН на сите граѓани им го честита најсветиот ден на македонската историја, државниот празник Илинден. Илинден е денот кога го празнуваме непокорот и ја славиме победата, но истовремено и оддаваме почит на сите оние кои без разлика на нивната вера, припадност и убедување го дадоа животот за слободна и независна Република Македонија. Денес со гордо се сеќаваме на делата на илинденците од двете славни епопеи од 1903 и од 1944 година. Нашиот народ на ден Илинден 1903 година го запали огнот во срцата на сите оние кои мечтеа за слободна држава и преку пожртваноста, храброст и љубов кон Македонија тргна во безпоштедна борба за вечниот стремеж за конечно ослободување. Огнот не престана да гори и во време на народно-ослободителната и антифашистичката борба, така што на 2 август 1944 година се оствари вековниот сон на сопствена државност. На првото заседание на АСНОМ во манастирот Прохопчински. Борбата на еден народ не престанува со еден историски чин. Тоа е процес, тоа е континуитет, тоа е чувство што треба да го има секој од нас. Илинден е денот кога си припомнуваме за оние кои ги дадоа своите животи за слободата. Си спомнуваме на Гоце, на Даме, на Питу, на Сандански и го превземаме нивниот завет. Тие ни остави аманет како треба да се сака, да се гради и да се чува нашата татковина. Нивниот пример е обврска за секоја една генерација, безусловно да ја води својата борба за напредна и поуспешна Македонија. Нивниот сон за слободна и независна Македонија денес е реалност, а наша должност е тој невин сон да продолжи. Нека е честити векови Илинден, нека е вечно делото на двата Илиндени 1903 и 1944 година. Нека е вечна славата на борците за слобода и државност. Нека е вечна нашата татковина Македонија. На денешен ден, по еден век од Илинденското востание од Турција во Македонија беше вратено легендарното Стрешево топче. Пред 16 години на денешен ден од Република Турција во Република Македонија беше донесено легендарното Стрешево топче, уникатен примерок кој се чува во воениот музеј во Истанбул. На 25 јули 2003 година, спроти јубилеот 100 години на Илинденското востание, Стрешевото топче кое го користеле македонските востаници во 903 година беше времено отстапено и донесено во Македонија спроти големата илинденска прослава. Неодамна пишуваме како овој символ на востаниците и единствен, зачуван, оригинален примерок за прв пат бил откриен во Турција.
случајно при една посета на Турција од македонската воена делегација во 1997 година, под 94 години од последниот Плутон на Илинден во воениот музеј во Истанбул е пронајден оригинален примерок од стрелчевото топче. На 2 јули 1997 година при посета на Република Турција на делегација на армијата на Република Македонија, во која биле полковниците Гоци Илиевски и Ѓорги Ѓуровски, како и мајорите Илјо Сарафиновски и Иванче Стојчев во Истанбул во воениот музеј, го пронашле и го фотографирале легендарното стрелчево топче, што македонските востаници го користеле во времето на Илиденското востание во 1903 година. Подоцна истото беше донесено во Република Македонија на 3-месечно чување и промоција по повод 100 годишнината од Илиденското востание. Единственото стрелчево топче кое е останало по востанието е тоа што во 1903 турскиот аскер го заробил по битката со востаниците кај мечноста Слива, откако целата востаничка чета загинела бранејќи ја од стапницата во збегот на населението од Крушево. Од тогаш истото турците го пренесле во Турција и денес се наоѓа во воениот музеј во Истанбул. Доктор Ванче Стојчев, професор на Воената академија во Скопје, на 2 јули 1997 година, заедно со останатите членови на воената делегација, отишол во воениот музеј и побарал да му го покажа стрелчевото топче, кое не било дел од изложбената поставка. Кустосите го нашле топчето и му дозволиле на Стојчев да го фотографира. Плутон за и подигање на моралот. Стрелчево топче е артилериско оружје чие тело е во целост направено од багрем или стреша. Тоа нема значања борбена вредност, бидејќи дрвото се распрснува под дејство на експлозијата после само неколку истрели. Вакви топчина биле произведувани непосредно пред Илинденското востание. Стрелчевото топче имало значење во охрабрување и подигнување на моралот на востаниците, а денес е легендарен символ на решетилноста на слабо вооружените востаници да се спротивстават и далеку помоќниот непријател за слободата на својата земја. Непосредно пред Илиденското востание, Крушевското горско началство одлучило да се направат топчина од дрво. За таа цел офицерчето Тодор Христов направил специјална скица, а Никола Карев го повикал војводата Цветко Стојчев од селото Селце и му наредил според скицата да направи топ. Почитуваме слушатели, да го проследиме уште една соопштението од свештеникот Пецо Петровски. Сабота 8 август е празникот Света Петка, летна службата од 9 сатот са баљето. Недела, утрото 9 август, редовна служба од 9 сатот са баљето. И тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу стреќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминатите 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Nehanta. This is Peter Vratkovski. Please join me next Sunday.